првото тромесечие се тие бројките од реализација, но тука мора да напоменеме, ако ја користевме методологијата од 2024 до 2024 година, како се пресметувале капиталните расходи, ќе добиеме поголеми бројки од тоа. Зошто? Бидејќи сега буџетот ги мери капиталните инвестиции врз реални, остварени инвестиции на терен, на реализирани патишта, ситуации при градба на објекти, понатаму набавка на опрема, на машини, но ги исклучивме гаранциите, односно активираните гаранции кои што ги плаќаше Министерството за финансии, а се евидентираат до претходната година во капитални инвестиции, кои за 2024 година изнесува скоро 80 милиони евра за целата година, евидентирани во капитални расходи. Трансферите кон јавните предпријатија, да не заборавиме, 2023 и кон СМ, сите тие трансфери, тоа сето беше евидентирано во капитални инвестиции и затоа народот со право велеше дека ништо не се гради, ништо не се прави во државата и со ова што го видовме кога ги тргнавме бројките од претходните години за платени гаранции, платени трансфери и други кои што не припаѓа реално во капитални инвестиции, оваа реализација од скоро 14% до овој момент е навистина на задоволително ниво, но со оглед на она што го имаме како влада и како министерство, што се е спремно од проекти, поготово во Министерството за транспорт и врски, во делот на намалувањето на сивата економија и така натам, значи доаѓаме до податокот дека очекуваме еден вистински градежен бум и една експанзија која што ќе допринесе до зголемување, евидентно зголемување на капиталните инвестиции, но инвестиции на кои што сите ќе се гордееме и инвестиции видливи на терен. Автопатите 8, 10 набавката на автобусите кои што ќе следува и така натаму. Претпоставувам ќе има во наредното